Тоа е таа неверојатна енергија и атмосфера која ја прават секој пат Филип и Раде Нуневски, браќата Нуне или Нуне Брадерс, докажани инструменталисти, луѓе кои можеме да ги видиме како буквално, не знам, нема пејач кој што не би сакал да сработува со вас и тоа го знаеме веќе од докажаниве звезди, но поводот е денеска вие сте во центарот на вниманието, а тоа е вашиот прв албум. Добро утро. Добро утро и на тебе, Јована, ти благодарам на убавата најава. Чест и задоволство ние дека сме со тебе ова утро тука заедно. Така, мене ми е многу драго, а знам дека и нашите гледачи секогаш уживаат кога се во друштво со вас и на многу убав начин ќе затворите оваа година, односно со вашето првенче, како велат, или прв албум. Доста долго очекувано, али еве се деси тоа. Оваа година да завршиме со вакво нешто. За нас од големо значење. Така, кажете ми ајде за проектот. Ние имаме инсерти од промоцијата која што се случи неодамна, на големо направивте убава промоција. Да, луѓето, сите гледачи ќе имат можност на кратко да видат што се случуваше таму. Промоцијата се случи токму пред една недела, на 20-ти, се случи во хотелот Квинс, благодарност на целата таа организација. Овој проект и ова CD го спремавме повеќе од година дена. Збирката е на нашите најсочувани, најдобри композиции од нас Нуне Брадерс. Темите се балкански, македонски повеќе. Така да благодарност ушеднаш до Хотел Квинс, до сите учесници гости што ги имаме на нашето CD, а тоа се Милан Кацарски, Милан Завков, Златко Миладиновски, Никол Чемицевски, Војче Петрушев, Али Латифов, нашиот татко Светолик Милевски и бас гитара Горан Гешовски, Девид Демир на ритам гитара. Благодарност на сите, благодарност на Никола Коцев за оваите фотографии што не ги направи и на Фотокис, исто така и на Дејан Величковиќ што беше задолжен за ова вака да изгледа ова CD. Така. Ке зборуваме уште за проектот, за композициите, за кој друг се учествуваш и што сакавте да порачате, бидејќи во моментот одат инсертите од промоцијата, дали имаше посетеност, каква очекувавте, поддршка од колегите? Пред се добро утро и од мене. Да, не ти дадовме многу. Да, ме скративте на почеток. Поздрав и од мене. Значи, она што ние го очекувавме, тој го добивме. Така. Ова беше замислена работа која веќе ја правевме, мислам ја спремавме една година. Така да промоцијата како што беше замислена, така и помина. Се надеваме дека сите беа задоволни и со нивното присуство е направија нашата промоција баш да изгледа онака како што треба. Така. Како што кажав, очекувано, голем број ваши колеги, пред се соработници, бидејќи Маријан Коцев, Владко и не знам кој вие сте, буквално на многу, мислам, соработници на многу композиции, нели, и хитови, и нови кои што се појавуваат, настапи, сите, како што кажав, сакаат да соработуваат со браќата, но некој откако се појавија веднаш експлодираа некако на сцената. Колку брзо? Долги наши соработници, сите ни испочитуваат, значи си дојдоа и све си помина како што треба. Колку брзо ви се случуваат работите некако, барем јас имам такав впечаток на вас, нели, од самото појавување па веднаш да експлодирате на таков начин, да немате слободен термин во секојдневието, нели? Не знам, некако се редат така коцките. Ние сме веќе долго време со инструментите, али поактивно сме од 2012 година, каде што прв пат така сме на Јована многу добро не знае, пошто од самиот почеток. Да. Си за нас, да. Така е. Самиот почеток ние дојдовме, мислам дека меѓу Имавте многу промоција заедно со вашиот татко, нели? Да, меѓу првите наши излагања на телевизија беше токму тука и во оваа утринска. Долго време сме соработувале како што најави со сите, скоро во Македонија и си имаме почит према сите. Така. Најголема почит нели према Есма Реджепова, бидејќи бевме дел од тој бенд и заедно со нашиот оркестар Нуне Брадерс патувавме низ секаде низ светот. Да, па затоа и велам, тие патувања, тие настапи, овде настапи, па дури ете, затоа и малку се одложи ова појавување, нели, поради тој набиен распоред, нормално е дека не можете да се посветите нешто на ваше. Завршивме годината со него. Тоа е најбитно, тоа сакам да кажам. Успеавте, нели, сепак, бидејќи да не ја скокнете, бидејќи тоа се спремало, па да не оставите за почеток на наредната, туку пред крај на ова да биде по патот. Зошто по патот, Раде? Па по патот само си дојде името некако спонтано, затоа што
знаат и гледачите, од мали нозе ние се дружиме со нашите инструменти. Така е, да. Тука е нашиот татко кој е нашата огромна поддршка во оваа цела работа. И значи од мали нозе трнавме по еден пат кој денеска и по еден сон, така да кажам, кој денеска ние го живееме, така да уште од тогаш имавме вакви желби, значи нашето детство беше ваква желба да ствараме наша музика, да направиме наше CD, не едно, него многу други понатаму. Нашата работа покажува колку ние сме упорни во тоа. Така да самото име си дојде по патот, затоа што тоа е еден пат што ние го одиме од мали нози и ден денес се уште одиме по него. Така. И успешно. И убаво. 3-1-1-6-5-6-6. Нашите гости донесоа подароци, се разбира, новогодишни, за многу од гледачите. Колку подарувам од седињата, за да знам колку и да вклучам? Тие најбрзите ќе добијат 3. 3, да, затоа што едно треба да добијам и јас. И мене ми е нова година и сакам да слушам, се разбира, ваква прекрасна музика, инструментална, музика за веселба, за забава, за убава енергија, а и вие ќе уживате токму во овие празници. Тројца од вас очекуваме еден, веќе го имаме првиот. Добро утро. Добро утро. Кого имаме на линија? Вака, јас сум Драги Петревски, ве следам. Поздрав до вас и вашите гости. Феноменално си свират дечките и им пожелувам и понатака успех во натамошната работа. Така. Вашето CD ќе ве очекува на пријавница на телевизија Сител. Не пропуштите да си го земете за празнување. Каде ќе празнувате нова година? Најверојатно ќе бидеме дома, ќе си чуваме внучињата. Така, дома. Со жената, така не се стави живи. Во домашен амбиент да си слушате и да си уживате, поздрав од нас. Тоа е тоа. Да, благодарам. Ете го првиот добитник, да видиме дали веднаш ги имаме другите двајца на линија, за да не правиме паузи. Добро утро. Добро утро. Кого имаме на линија? Димовска Снежана од Скопје. Како сте, Снежана? Супер, одлично. Така, тивки сте ми некако, па затоа да избегаме од она вообичаеното. Ви се допаѓаат Филип и Раде? Да. Така. Некако. Сакам да ги поздравам и да им посакам уште успеси. Благодариме. Така, подарок од нив, CD, по патот. И освен Снежана, да видиме кој е третиот добитник. Добро утро. Ало, добро утро. Кој ни е на линија? Снежана од Кратово. Уште една Снежана, ова од Кратово. Како сте, Снежана? Добро, ви благодарам вие. Ми вративте на прашањето, јас сум супер во друштво со моите гости. Имате ли некое прашање за Филип и Раде или? Не, само да ги поздравам, супер си нека продолжа така, тоа е тоа. Ви благодариме. Благодариме, поздрав и од нас. Да си го слушате со ова CD. Благодарам. Вие ќе ни испратите некого или да го пратиме ние по некого во Кратово вашето CD? Се шегувам, не практикуваме така. Правилото е да ни испратите некој човек од тука, ваш домашен, близок пријател, да го подигне во ваше име токму ова CD по патот и да уживате за нова година, како што кажам. Колку композиции ги кажавме деталите? Кажавме кои соработува со нас. Да, ама има доста, гледам, многу композиции има. Ова CD содржи 11. 11, да. Инструментална или музика, ора, чочеци. Тоа се поголемиот дел, односно скоро сите се наши авторски дела. Така е. Така да испланиравме да ги сместиме на едно CD, кај што ќе можат сите ги слушат, да го слушнат она што е најдобро досега од нас. Така, ние си правиме утрово промоција, ќе уживаме уште во 2 композиции, може и да се подготвиме за следната полека, додека се подготвуваат Филип и Раде. Јас само ќе кажам дека Мајкино оро, повелете на истата позиција, Мајкино оро ми е омилено. Тие имаат и видеозаписи за него. И уште беше и за Невестинско саса и за Татков мерак, прекрасни видеозаписи, ама Мајкино оро е некако најелегично. Ќе го пуштиме во друга прилика, создадено специјално за мајката на Филип и Раде. А сега ќе уживаме во Бабино. Може, за бабата. За бабата, да.
Браво, прекрасно. Од Пак прв да момент, се седнеме. да, многу ми се допаднавте, Филип Раде, затоа што некако имате нешто што прави оваа, нели, народна, изворна музика. Орото да го донесете на некаква сосема поинаков начин, некој по, да речеме, модерен, урбан, некој джез, не знам, така некако, дали е тоа поради тоа како изгледате, не знам, или енергија која носите, има нешто што ве прави буквално промотори на оваа музика помеѓу некоја помлада генерација. Не знам дали ви кажал некој, дали тоа... Убаво е вака кој ќе чуем, Да. штендаш, било како да е. Вака, значи ова CD сега што го спокувавме, пак има, значи македонското го има. Да. Последното што сакам исто така да го најавиме, што ќе биде во април, и каде што се и последните композиции во Тесма, заедно со нашиот ден, и на тоа CD луѓето ќе имат да не слушнат во поинако светло. Да. Македонското, но измешано со латино, со джез, со фанк, каде што не е она баш за Македонија. Да. Да. Сета наша изгледа. енергија што имаме, ние ја поклонуваме фактички во ова CD. Да. Така да можеби затоа и тоа се приметува, тука се многу емоции ставени и можеби затоа тоа и така изгледа. Да, тоа е една од причините веројатно, но буквално вистински оние репрезенти на таа светска музика, така се нарекува, нели, кога ова етно изворна музика низ некаков поинаков начин се филтрира и се придонесува да може секој да ја слуша. Ќе ни биде големо задоволство доколку сите го разберат тоа и доколку сите така го Се гледа тоа. како те. Тоа дури ми е тешко да го нели да го формулирам, да го кажам со зборови, но тоа што се гледа и се чувствува, се верувам, но ми е драго што ете, сте едни од ретките кои го тоа го прават. Сепак мора со мерка кај нас. Не може да биде нешто што не е, нели, на што не сме навикнати да се модернизира до таа мера. Кај вас е онака идеално. Сега, кажи ми во тој контекст, бидејќи ова може да го разбере секој, дали некои планови имате поголеми, вие веќе настапувавте, рековте со оркестарот не сме на секаде ни светот, но дали може би имате некаков план за пробив, за некакви продуцентски куќи, нешто такво да барате или ќе чекате да ве побараат? Па имавме задоволство, имавме чест, имавме шанса да прошетаме секаде низ светот и да запознаеме најразлични луѓе, менаџери што би можеле да ни помогнат. Се надеваме дека и следното што ќе дојде е така значи можеме да кажеме за посветски пазар, што бидејќи ќе има песни на странски јазик и како што реков ќе биде ритмот измешан од секакви стилови низ светот. Нема да бие само на балканско како што е тука. Се надеваме дека тој исто така проект ќе биде успешен. Така. И не дека овој не. Да, не, овој си е надеваме, супер да. проект, но тоа е поинаков. Тоа е сосема поинаков. Други врати. И да, го планираме Да. за други, како што рече брат, врати. Да, значи веќе е тоа во план и се прави Одма, на пролет. завршиме Да, нова година почињаме со значи во завршна фаза е тој. Ние го спремаме повеќе веќе од 2 години. Тој требаше да биде прв албум, али така се деси како што се деси нели со Есма и остана малце да се пролонгира. така. Али во април го имаме и пак е дојдеме тука. Да, пролет. Планираме вака и пред гледачите. Да, тоа е поентата ми, мора да се слушне, затоа инсистиравме да има повеќе музика, ќе слушнеме уште една подоцна Алево. Алиево, да. Алиево, зашто така да сгрешил колегата кога го префрлал во режија? Алиево ќе биде за на крај. Каде да ќе се празнува нова година, како што се случува периодов настапи и така. Оваа година мора малку да се поделиме, така се случи. Така да јас ќе видам во Велес, мојот брат е на Попова шапка. Кој е слободен, кој сака да се држиме со Како добра тоа така музика. се поделите? Оваа година така испадна инцидентно. Да, мора да се раздвоиме, али ќе биде последна година. Да, неверојатно добро. Не кажуваме детали како, мислам, каде конкретно или се славите одделно или настапувате одделно? Свири, А, да, свири со еден бенд, јас со друг. Така сме договорени, пазарени за оваа година, али ќе биде последно така да се делиме баш за нова година. Бидејќи до сега секогаш сме биле заедно. Да. Новогодишните. И Баш ми е жал, да. Но Ти добро, одлучи сега каде ќе дојдеш. да, негде морам. Негде мора, да. Или нигде. Како бойкот затоа што не сте да Или заедно. дома, па ќе си го слушаш CD-то. Така е, секако со Нуне Брадерс ќе ве поканувам нели на YouTube каналот на браќата Нуне или Нуне Брадерс за да уживате во оваа музика ако во моментов не можете да си добиете или купите CD, а
Можете и зошто да не. CD-то Каде? достапно во југото на ОДТЦ и на Така. сите продажни места, бензински пумпи, каде што може да се набават CD-ња, таму е и нашето CD. Така. А доколку ви се допаѓа, може да си го купите. Сигурна сум дека се допаѓа и идеален подарок ако одите на гости некаде кај некого да празнувате покрај нели можеби вино или нешто за прославата, земете си го и ова Зато во едно пакетче. во едно убаво пакетче. Јас ви благодарам што на крајот на годината ни направивте едно вакво убаво подароче всушност за почеток, а потоа и често да ни дојдете. Уживаме за крај со Алиево. Благодариме и од наше име на тебе, Јована, на остапеното место во Сител, да го видат тоа гледачите. Поздрав до целата јавност од нас, браќа Нуне. Среќни празници и да се гледаме само за убави работи. Така е. Повели, наместете си се за крај. Јас ќе го искористам времето додека вие се местите да се поздравам со гледачите, да им посакам да останат со нас прво за почеток, затоа што по 9 часот вестите и временската